Дали неподготвеноста на здравствените власти да се справат со новиот, а очекуван бран на новозаразени со COVID-19 во време кога секаде по болниците се бара кревет повеќе, ќе го доведе во уште поголема опасност здравјето на граѓаните кои веќе боледуваат од други заболувања. Инфективните оделенија се преполни, најавените монтажни болници никаде ги нема, а болниците оставени сами на себе да се снаоѓаат како знаат и умеат. Па така, Прилепската болница проблемот ќе го решава со редуцирање на бројот на лежачките пациенти со други заболувања за сметка на болните од ковид. Према моите, да речем, согледувања, со оглед на влошувањето на здравствената состојба и изголемување на бројот на заболени од ковид, ќе мораме и во одделенијата да го редуцираме лекувањето на останатите пациенти заради да може да одговориме на барањата и да одговориме на недостатокот на персонал здравствен. Со одредени измени и редукции во сменското работење. Граѓаните пак поделени во своите размислувања околу исправноста на ваквата одлука на менаџерскиот тим на Прилепската болница. Јас мислам, ептен некои што се хитни случаи мора да се примат. Ако е полесно, да. Ако е потешко, мора на болница да оди. 40 години работе в болница, одеше на добро. Сега на пенсија сум. Сите кои на плочата, кои на клиница. Тешко на младите. Ова држава е шута работа. Сите просек тие политичарите се сите родени на 6,5 месеци. Нема ни седмаче ни на 9. И нема логика никој па не ни почнува нешто да направи, да дојдеме до некој степен така, сиромаштијата ќе си проумри немајќи пари за лекување и од глад да не речем да не се изразам. Мислам дека не би требало така да биде, треба да се направи болница специјална за ковид, да не се меша болните што се во болницата со другите болни. Сето е тоа предвидено, само требаше да се направи монтажна болница за COVID-19. А тие требаше со време да направат она што беше заразно. Заразното не кошташе многу, само да го реновира. Не знам тешко, не знам како се лекува од дома. Тешко и за нив. Кој ќе прегледува, ако падне тешко, кој ќе го прегледа? Еве јас нек ми бев, чекав, да кажано, 3 сати. Инаку, капацитетот на инфективното оделение во Прилепската болница од поодамна е преполнет, а пред известно време началничката на оделението се пожали дека повозрастните пациенти со потешка клиничка слика не им ги примаат во другите болници, бидејќи и самите биле преполни. Последниот период Прилеп е еден од градовите кој постојано има високи двоцифрени бројки на новозаразени граѓани и со вкупен број од дури 50 граѓани кои ја загубиле битката со коронавирусот.